линија. Со години живеат со истата диагноза, но повторно мораат да докажуваат дека се болни. Зошто лицата со траен инвалидитет минуваат низ бескрајни комисии и процедури? Дали системот им помага или им создава нов товар? Трајно болните повторно на комисии. Според вас, почитувани, дали ова неопходна контрола или непотребно понижување? Всушност, тоа е оно што ќе говориме денеска и ќе дискутираме со вас во денешно издание на Црвена линија. Ве поканувам сите, особено оние кои што секако минале низ ова искуство, за да слушнеме од прва рака што се вели од ваш агол, но за учество во Црвена линија секако треба да се заверти нашиот веќе добро познат број 023070005. На самиот почеток стандардно ве потсетуваме и на техничките правила, особено е важно да ви е намален тонот на телевизорот по вртењето на нашиот број и од кога ќе ве превземат од режија. Доколку не го сторите тоа, неретко се случува самите да се исклучите, бидејќи нема да не слушнате, ниту пак имате во увид дека веќе сте во програма и ги очекуваме вашите одговори. Секако при излагањето на вашите ставови, мислења и одговори не користете интерфон, спикерфон. Целиот разговор треба да се одвива само меѓу нас со телефонска слушалка. Почитувани, кога сме кај прашањата, секако стандардно Црвена линија во секоја една сезона и секојдневно објавува анкети на кои што сте сите поканети да учествувате. Процедурата е таква што треба да не заследите на Инстаграм и заедно со оние кои што веќе не следат наназад да дадете одговор на анкетните прашања кои што секојдневно Црвена линија ги поставува на Инстаграм стори. Значи, заследете го нашиот профил Инстаграм стори Црвена линија и секако не заборавајте да го заследите и профилот на Телма телевизија. Потоа веднаш кликате на Инстаграм стори, а денес Црвена линија ве прашува дали лицата со траен инвалидитет треба повторно да одат на комисии да ја докажат својата состојба. За учество и овде да напоменам, задолжително треба да се кликне на полето кое што го содржи вашиот одговор. Денес нудиме две опции за одговор, да, не, така да ако ви вашиот одговор е да, ве замолувам да кликнете на полето, ако е не, да кликнете на полето со не. Не ги пишувајте одговорите во ДМ, инбокс, бидејќи така не влегуваат во онаа пресметка. А секако сакаме да бидете дел од оние кои што учествуваат во анкетите и ќе потсетам дека резултатите редовно ги објавуваме кон крајот на секој едно издание на Црвена линија и секако ќе останат објавени во наредните 24 часа на Инстаграм стори. Се пресметуваат во проценти. Па почитувани, ние сме подготвени и секако оно што денес ве прашуваме е дали сметате дека трајно болните повторно треба и повторно да посетуваат комисии, односно дали според вас тоа е неопходна контрола или едноставно непотребно понижување. Ве канам сите, особено ќе не биде драго доколку некој од вас и минувал низ ваквите процедури, дали сметате дека всушност трајно болните и треба да поминуваат постојано низ вакви контроли или сето тоа е всушност една непотребна мака за оние кои што веќе имаат една. Така да ве канам, не заборавајте, звонете на телефонот 023070005. Јас ќе го речам и првото добар ден и верувам дека веќе имаме вклучување. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Па, јас ве слушам. Сега одлично, јас веќе ве слушам, па и ве според вас трајно болните дали е неопходно да се изложени на контроли? Видете вака. Значи, дали тие со траен инвалидитет се стварно инвалиди или се инвалиди со привилегија кои платиле во ИПК? Значи, ако се стварно инвалиди, комисија, нека му го продолжи тоа и нека се види, проблем нема за таквите. Јас сум за тоа. Но дали се за тоа да повторно со траен инвалидитет треба да посетуваат комисија? Зборуваме за траен инвалидитет. Ама видите, дали се стварно тие со траен инвалидитет или со привилегија? Значи, ние размислуваме во насока дека на вистина се. Во тој случај што? Ако се на вистина, нема потреба. А инаку, ако се со привилегија или платиле, мора на комисија допунски да оде.
Не може така. Инвалидска зел работи земјоделие, да го прегнеш келоре со плук ќе го врече. И сега како тој нема да оде на повторно на комисија? Ќе оде? Јас сум бил лично пример со жена. Бевме на ИПК, таму ми бараа пари. Тогаш тоа пред 10 години 2.500 евро ми бара. Па да се ценкавме лево десно и не попуша. Ти вика толку. Е сега тој што платил плугот да му го закачиш келоре. И има и кај на стол Гилгелија, кои што взимаат инвалидски неги. Така, благодарам многу. Секако вие со вашиот одговор, колку што разбрав, ставевте повеќе акцент на злоупотреба на ваквите барања. Но денес Црвена линија конкретно зборува за трајно болните, кои што повторно и повторно се разбира така налага системот, посетуваат комисии кои што треба да им го продолжат барањето. Во таков случај според вас, дали сметате дека тоа е непотребна контрола или пак неопходна контрола? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Слушатина, за овие што се луѓе, што се повторно за трајно болните, мислам таа комисија не треба да оди. Значи, кога ќе лежи човек постава, кој ќе оди да не може да поеди под своја нужда, да го некој носи, да го ради, тоа немам потреба. А за овие што ги взимаат, речи го да негата, за те треба да појдат. Значи, за негата има луѓе, чурави, сакате едно друго. Не. Си бркат работите по своето. Значи, може секата да појде. Било каде. И си взима нега. А да земе оно што не може, што легли постава, значи на тој да му се скине таа нега, тоа е срамота. А еве, според вас, зошто системот налага повторно и повторно бесконечен број на контроли, особено за лицата за кои што е утврдено дека имаат траен инвалидитет? Па зошто? Па да може, ако сака да поеди, ако има некој дилер да му ради, да може да му продолжи. Знае се за неопходна контрола на тие инвалидите не треба да појдат. Значи, нема потреба да видат тие луѓе па кај не. А потреба да појдат по негата. Социјално, земам јас нега, земам. Така, добро, благодарам секако за учеството и што напоменавте околу, колку што ве разбрав и вас, злоупотребата овој пат на социјалната нега, односно барањето и користењето. Но да се навратиме на она што е централна тема во Црвена линија. Значи, факт е дека постојат граѓани кои што со години живеат со истата диагноза, но повторно мораат и повторно да докажуваат дека се болни. Според вас, почитувани, зошто лицата еве со траен инвалидитет минуваат низ бескрајни комисии и процедури? Дали според вас системот им помага или им создава дополнителен товар наспрам она што го имаат како товар во животот со оглед на тоа што се со траен инвалидитет? И зошто е тоа всушност така да постојат бескрајни контроли кај лица кај што е утврдено дека имаат траен инвалидитет? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Ве слушате? Да, внимателно почнете. Вака, јас сакам да прашам нешто. Прво поздрав за емисијава. Благодарам. И ме интересира дали некој води сметка за овие комисии, дали ги контролира. Еве конкретно за мене ќе кажам. Јас имам 60 години, имам слабо и проширено срце, се правев операција од митрална валвула, сменета ми е митралната валвула, имам срцева таму инсуфициенција и атриална фибрилација и флатер. Секаде каде што оде и каде се оперират во Скупина и другите кај што ги правят контроли во болниците ми рекоа дека треба да одам на ИПК, бидејќи ми се следува инвалидска пензија. И кога појдов таму, едноставно како да комисијата, како да сакаше да ми речи што си баралов да иде марш назад, за тебе нема ништо. Тако беше нивниот однос. Значи јас, дали мене не ми се следува тоа? Јас знам дека има манипулации, меѓутоа да беше мојот джеб полн со евра, тогаш јас ќе добијав и Што се случи, не знам, но секако благодарам за гледачот што еве го сподели своето лично искуство
и подсетување за останатите, доколку еве технички се случи да се исклучите, се прекине линијата или едноставно не ви се доволни оние 90 секунди кои ги имаме предвидено како време трајање на едно вклучување, почитувани секогаш сте добре дојдени повторно да се вклучите, се додека трае изданието на Црвена линија. Уште еднаш големо благодарам до гледачот. Ке ве потсетам останатите на кои што може би така ви е полесно или не можете во моментот да не добиете просторот каде што можете да ги дадете одговорите на нашите прашања, нека ви биде и Facebook. Се што ви треба е профилот на Црвена линија и Телма телевизија, темата е објавена, а на нашиот зид во однос на она за што зборуваме денес со вас изгледаме вака. Црвена линија и денес на Facebook прашува: трајно болните повторно на комисија. Дали може на Facebook да покажеме како изгледа објавата? Всушност целта е да ви посочиме дека за учество во Црвена линија можете и преку пишување коментари. Јас уште еднаш ќе побарам, значи еве, тоа е она што можете да го видите. Трајно болните повторно на комисии, неопходна контрола или непотребно понижување. Учество во Црвена линија, подсетувам и преку коментари, веќе се пристигнати поголем број, така да нешто подосна ќе почнеме и со читање на истите меѓу вклучувањето гледачи. Сега продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Телевизија, телно да се гледачи. Јас би кажа едно, многу гледачи, значи не им е јасно. Што значи трај инвалидитет? Значи трај инвалидитет, значи со вешачи колкови, со аорта на срце правилна операција, одат повторна комисија и не добијат ни пензија. Значи јас имам случаи што ги гледам. Што вика некој со инвалидска пензија работи на нива. Па добро, има вешачки два колка, мора да работи. Ајде, со 20.000 што ќе направи? Дали го прашал, дали може тој да работи или мора да работи? Друго е да работиш, а друго е да мора да работиш. Значи нема од каде мора да работи. Значи овде има многу неправилности. Ако јас имам два вешачки колка и ако имам аорта на срце или стент бизоп, значи јас нема потреба да одам на 5 пати на повторна комисија. Ето зашто. Како ќе ги обновам колковите? Значи ќе ми израстат нови колкови или ново срце ќе имам, како да ви кажам. Значи овде има многу неправилности. А со бил на комисија, значи сум гледал лично, значи ова беше во Букурешка болница, доаѓа тројца пред влезот, го земат еден во раце, еден за таа нога, други за во раце, го несуваат натре. Излегуваат пак надвор, ја земат книжка, излегуваат надвор и се преграќаат, се кушкат. Значи наместена работа, значи оде на контрола, на комисија, значи сигурно ова е договорно, си зема пен здрав, прав човек. Значи пред мои очи го гледам. Значи гледам како го внесе во раце, натре на раце го внесе, на раце го изнесе пред болница кушка. Значи има многу неправилности, затоа што кај нас не одговара комисијата, никој не ја контролира. Јас Така, многу благодарам што се вклучивте во Црвена линија, секако останете и проследете не до самиот крај. А јас посетувам некаде во овој дел од Црвена линија да бидете активни и во однос на денешната анкета, секако да бидете меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, затоа ви треба нашиот профил таму, Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Денес Црвена линија како анкетно прашање во текот на целиот ден го постави следното: дали лицата со траен инвалидитет треба повторно да одат на комисија да ја докажат својата состојба? Две опции за одговор. Почитувани, подсетувам, кликајте на полето кое што го содржи вашиот одговор. Да, не, ова се опциите и секако вашите одговори ќе влезат во на финална пресметка во проценти и која ќе биде секако објавена на крајот на ова издание. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете ве, слушаме внимателно. И поздрав до емисијата. Благодарам. Јас би почнал вака. Сегде во светот луѓето сакаат да работат, само во Македонија сакаат да бидат инвалиди, за да земаат инвалидска пензија. Најверојатно инвалидите тие во мозокот и затоа бараат инвалидска пензија. А ова што се случува, од државата јас би прашал дали има капетан бродот. Јас сум бил изложуван на такви комисии, тука кај да сум сликат имаше тројка доктори. Јас сум бил изложен на комисија од еден доктор, кој што 3 пати ме враќал со дијагноза мултиплекс склероза,
кои што користат инвалидска количка 7 години. И ме одбија 3 месеци скратија мобилност ради некој документ што не сакаше да го прифати докторот. Тоа е катастрофа што се случува. Се е тоа ради пусти пари, немат од кај да земат и сега од луѓето што имат проблем инвалидност, од нив се ги земат последните пари. Ова е чудо што се случува во државата. Тоа е дека нема пари, дека парите се украдени и потрошени и нема од каде сега пајде и од инвалидите да земат. Чудо е ова кај нас во државата. Само што да правиме? Кога грешно гласаме, ќе ги трпиме уште малце. Поздрав и пријатно. Благодарам многу што го споделивте своето лично искуство со гледачите во однос на темата. А еве едно подсетување за оние кои што можеби малку подоцна почнавте да ја следите црвена линија. Денес всушност зборуваме за трајно болните кои што повторно од нив се бара да посетуваат комисии. Дали почитувани според вас е тоа една неопходна контрола или непотребно понижување? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Не слушаме. Благодарам. Па вака, прво да кажеме правата вистина, дали тие што се болни, треба секогаш да одат на контролиран. На некого ногата му е пресечена. Нема да му порасте ногата зашто тоа што ќе го викнат на контрола да го продолжи болувањето. На оне што е слеп 80%, нема да му се врати видо. Еве ќе ви кажам, се слушаме, не? Да, продолжете. Благодарам. Значи, да речеме, еве, јас користам копитогрел, кој оди на рецепт, но значи, декарите не викат не смееме повеќе од 6 месеци да ви го дадеме. А дали ми гарантираат дека јас после тие 6 месеци нема да ми се јави трон и да ми се заглави во мозокот, јас да си отидам на овој свет? Ја ми се чини дека и јас морам да го купувам приватно, затоа што лекарите не смеат, фондот не им дозволува повеќе од 6 месеци. И многу други болести имаме ние кај нас, кои што се, значи, стварно, еве да речеме, имам и среќа. Јас морам секој 6 месеци да обновам листата да можам да земам инсулин. Дали јас ако на секој 6 месеци, мене ќе ми се шеќерот ќе го изгубам, значи ќе се поправам, ќе бидам нормален. Не. И затоа ми се чини дека само не малтретира нас болните, не ни дозволуваат да живееме нормално со болеста која на некој начин ете не тишти. Така, благодарам многу. Напоменувам, внимавајте и во однос на времето. Тоа е нашето правило, 90 секунди трае едно вклучување, но и подсетувам, добре дојдени сте повторно да не побарате. Бидете активни и на Facebook и наскоро, за многу кусо време почнуваме и со одговорите кои што пристигна под објавата на нашата тема, како на профилот на Црвена линија, така и на профилот на Телма телевизија. Добар ден. Здраво. Здраво. Се слушаме? Одлично, повелете. Вака сега, трајно болните, тие веќе што требале да идат на комисија за инвалидска пензија, ваljda они Па спаѓаат да, тоа. со траен инвалидитет, повторно одат на комисија. Дали е тоа потребно, Да. непотребно? Вака сега, гледајќи ситуацијата, вакви министри како овој сега што ќе биде новиот министер за здравство, па и те пред него, значи нема врска, значи јас познавам нека особа што со години се бори за да дојде до инвалидска, човекот е тоталка, значи што забораја да диши и готово, значи до толку е човекот и уште го дрибуваат со тие инвалидски пензии. И само болувања продолжава и така се останува работа. Значи овие министри не вршат никаква работа, они се за да бидат министри, за да бидат газди, да бидат поштувани од народ, ова она. А знаеш што е најинтересно, сите тие вака што имаат мука, како што го спомнам, а претежно сите се нивни гласачи. Они гласаат за нив, они све абе ќе се степа со тебе затоа што му ја спомнаш партијата. А ако ствари партијата него ништо не му помогнала, само му одмогнала, ама што да му правиш, ете, он е влюбеник у партијата и
Тој е ентузијаст некој. Ако пред смртта ама важно партијата да функционира. Така, благодарам многу и вас за учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите до самиот крај. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете, во програма сте. Да, ќе почекаме малку. Да. Ве слушаме, веќе сте во програма. Намалете го тонот на телевизорот ако не ви е намален. Добро, нема проблем. Добар ден уште еднаш. Добар ден, Црвена линија, повелете. Видете, јас сум инвалид од 3,5 години. Така? Зимам нега, помоши туѓа нега уште од 1999, значи од 99 година. Сега, пошто сум со детска парализа, носам апарат надколен, се движам со штаки, ми откажува и другата нога, проблеми со кичпата. И сега одам на комисија за мобилност и морам да вадам на 6 месеца се наново и наново документи. Дали е тоа потребно или не е потребно? Значи, непотребно вложување на средства или на малтретирање. Пошто зимам веќе 26 години помоши од туѓа нега. Така, па на што се должи тоа повторно барање за контроли за лицата со траен инвалидитет? Според вас, зошто е тоа така? Зашто не знам, не можам да објаснам, затоа што јас барав и помош, барав инвалидска пензија, 6 пати ме одбива, имам инвалидно, значи детска парализа е тоа од дете, и ми враќа одговор дека не сум инвалид. Не ми е јасно по која барање, по која основа ми враќа дека не сум инвалид. Така, благодарам што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Од ваш агол дадовте одговори, го споделивте вашето лично искуство. Секако продолжате да не следите до крај. Ајде малку да се префрлиме и на Фейсбук. Еве, како одговор на прашањето, трајно болните повторно на комисии, неопходна контрола или непотребно понижување. Па еве како одговор во коментар што напиша Васил Чојлиев. Важечките прописи сега овозможуваат лицата со трајно нарушување на здравствената состојба, која е точно утврдени состојби, да добиваат трајни наоди без потреба од повторни прегледи. Меѓутоа, комисиите и центрите за социјална работа не го спроведуваат тоа. Причините се од една страна да се обесхрабрат лицата со попреченост за да се откажат, а од друга страна се надоместоците кои ги земаат членовите на комисиите. Факт е дека има и злоупотреби, меѓутоа решението треба да е системско, а не на ваков начин да се функционира во постојано собирање на документи. Благодарам многу, Васил Чојлиев. Почитувани, сега кој имате можност директно во живо, со вклучување и вртење на бројот 023070005, да дадете од ваш агол секако одговор на денешното прашање на Црвена линија, но секако ваш простор за учество е и Фейсбук, каде што е објавена темата на двата профила Црвена линија и секако Телма телевизија. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Уште една напомена, секако за оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучите во контактна емисија и ќе ни биде особено драго што ја избравте Црвена линија и темата за која што говориме, почитувани, секогаш имате на ум да ви биде целосно намален тонот на телевизорот. Доколку ве превземат од режија, а не го сторите тоа, неретко воопшто нема да имате увид дека сте веќе во програма. Ги очекуваме вашите одговори, од тука произлегува на исклучување. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Дали се слушаме со гледачот, гледачката, не знам. Добар ден. Добро, ќе го искористам вклучување и за практично да ви демонстрираме како изгледа од технички аспект кога нема да се намали тонот на телевизорот. Во тој случај јавувачот, гледачот, гледачката апсолутно
не слушаат и немаат увид дека веќе се во програма. Намалувајте го тонот, ве молам. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден во црвена линија сте. Поздрав. Голем поздрав. Ова е нешто најосетлива работа. Свака час што поставите, талави, али ова е најболното нешто. Трајни инвалидитет да го мачат. Не е тоа да се дозволи, имаме, што кажат партijski министри. Се извинувам, дали користите интерфон, многу слабо ве слушаме, не знам што е причината. Нешто ни случај. Сега, добро ли е? Само на телефонска слушалка. Сега е веќе подобро. Повелете. Вратете го времето, ве молам. Јас, дори, душата ми, нисам немам, онака сум Господе, кој ќе чуем партиски. Нема партиски овде кабре. Овде способен министер има финтера да му игра сите негови за кој е предпоставен. Овдеот не сме да се малтретира греота, гребчене партиските даните. Разбирате? Тој што е трајни инвалидитет, тој греота да му се помогне државата да го посетува се дома. Многу не знам си тука, ако мислат грешни или министерите ќе работи, ние да им решаваме граѓаните ако не работат како се. Ни суд не работи ништо. Само граѓаните кој ќе види дека го чека да му ние пресудиме да видиш како ќе се тресен. Најжалосно е болните да ги бачиме. Греота и стварно немам друго што да кажам. Поздрав. Сега го благодарам за се оно што кажавте и учествувавте и бевте дел од црвена линија. Останете да не следите до самиот крај. Ајде да се префрлиме повторно на Facebook. Даниел Петковски напиша: инвалидите со траен инвалидитет не би требало да одат на комисија на секој 6 месеци и да ја докажуваат својата инвалидност, но се приморани тоа да го прават, бидејќи ќе им биде скината, пишува тука, туѓата нега или мобилност, треба лекарите на тие комисии да одлучуваат професионално и да не ги малтретираат инвалидите, да одат на секој 6 месеци на комисии. И јас порано одев на комисии на секој 6 месеци за да земам туѓа нега, но сега со мојата диагноза дека сум со траен инвалидитет, комисијата ми даде документ дека треба да земам туѓа нега и повеќе да не одам на лекарски комисии. Благодарам, Даниел Петковски. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, црвена линија. Поздрав, Тинче, до тебе. Благодарам, голем поздрав секако и до вас. Овде инвалидите со 99% слепоќа и сега стварно тоа е малку претерана работа, ја можам да речам. Со трајни инвалидитет нема потреба. Еве јас пример бев на комисии, сум бив слепоќа, сум бив се и сега за туѓа нега треба па да идам да докажувам дека сум слеп. Разбираш ли ме? Тоа е работата што се прогласи лицето со трајен инвалидитет, тоа не треба да иде веќе повеќе на комисија. Разбираш? Ама ето, што знам какви се овие наоди на нашите, речемо, тоа преку социјалното иде. Ја не знам зашто така тоа го прават. Еди, јас сега треба да идам на комисија, па не може да закажам кај докторот, па да земам документ, па да идам тоа. Тоа е многу проблематичен проблем. Ама, ето, за жал, така да мислам, Министерството направило да биде така да се обновуваат документи. Ето, тоа е работа. Благодарам така, многу. големо благодарам и вам секако што бевте дел од црвена линија. Почитувани, веќе дојде времето да ги проследиме рекламите, но останете со црвена линија. По рекламите следуваат и резултатите од анкетата. Пајде сега секако да ги погледнеме и резултатите од Инстаграм анкетата. Ве потсетувам секако да не заследите на Инстаграм, на Фејсбук и активно да учествувате во секој едно наредно издание, анкети и преку коментари во секој едно наредно издание на црвена линија. Инаку во однос на денешната анкета,
Сега ќе можам и да ви ги соопштам секако резултатите, кои што се секогаш во проценти, и потсетувам дека ќе бидат објавени во наредните 24 часа и на Instagram Story. На прашањето дали лицата со траен инвалидитет треба повторно да одат на комисии да ја докажат својата состојба, со да одговорија 25%, со не 75%. Почитувани, благодарам за ова денешно издание на Црвена линија, не само што не следите, туку што и ја креирате со вашето ужество. Секако информирајте се и кликајте на telma.com.mk. Имајте убаво попладне, а ние се гледаме стандардно во нашиот термин утре со нова тема и нов предизвик. Добар ден, довидување.